Слава ти, Господе, фала ти в името на Исус. Алелуја. Читаме во Јован 19 глава. Имам само еден стих за вечерва и околу тоа ќе зборуваме малце. Со Божја помош. Фала ти за Твоето Слово, Боже, фала ти за зборот Твој, што празен не се враќа. Твојот збор е жив, Твојот збор е силен, Твојот збор воскреснува мртви. Твојот збор е вистина. Тој што го љуби Господ ги пази неговите заповеди. Амен. А заповед Божја е секое слово. Се онај што Исус што кажал е заповед. Дали тоа е директно кажано или индиректно? Односно, тоа Исус што го кажува е многу важно. Заповед е најважно нешто. Амен. И во Евангелие по Јован 19 глава читаме за како Исус беше предаден, беше распнат, го однесоа на Голгота, беше распнат на крстот, сите го предадоа, сите го оставија, сите го презреа. Немаше кој да стои со него. И сите знаеме случувањата што беа. Сакам вечерва да погледнеме само 30 стих. Ова е најкратката заповед од Исус. Или најкратки зборови кажани од Исус и ова се неговите последни зборови. 30 стих вели: дадоа да пие оцет, пошто побара жеден беше, но не им бараше оцет Исус, но му даде оцет. И штом го прими оцетот, рече, се сврши. Па ја наведна главата и го предаде духот. За другите евангелија опишуваат малце поинаку, но се е тоа вистина и може заедно да ги ставите сите описи, што се случило, како се случило, нели со силен глас го предава духот. Овде не е нагласено со силен глас, во другите евангелија е нагласено. Но битна е оваа реченица што Јован ја запишал, а во другите евангелија ја нема. Односно овој збор заврши или се сврши, или на грчки е телео, значи се исполни, се заврши, крај. Или филм кога гледаш и како пише, крај. The end, крајот на англиски. Исус овде кажува, вика, крајот се исполни, се изврши, завршеток. Конец филма, како е на руски, конец. Заврши. Еден збор само. Заврши, телео. А толку силен. Пак ви кажам, и ова е заповед. И што се заповед заврши? Секое слово од Господ е заповед. Секое слово од Господ е свето, прочистено низ оган. Има силина, има значење. Ова е можеби најсилното слово од Библијата. Кажано од Господ. Затоа што опфаќа се. Што тоа заврши, нели? Пред да кажеме што тоа се заврши, сакам да кажам само ова дека секој крај всушност е нов почеток. Секој крај е всушност еден нов почеток. Амен. Исус кажа се заврши, ама всушност кажа и индиректно дека почна нешто ново. И тоа нешто ново ние го живееме. Заврши старото. Ама се стана ново се. Ново се случи. Амен. Халелуја. Секој крај е нов почеток. Ова и практично, браќи и сестри, во нашите животи, кога као нешто крај на нешто се случува, крај на некоја
не знам, период во твојот живот, школување, пријателство, што и да е. Немој да гледаш негативно као крај и сега да тажеш, него гледај како на нов почеток, дека Господ нешто ново ќе прави. Немој да тажиш се нешто по старото, нели? Никогаш не треба да тажиме по старото. Господ секојаш има нешто ново, секој крај е нов почеток. Така да ова што Исус го кажа се заврши, пак велам, почна нешто ново и огромно. Сушност зборува индиректно, вика почеток. Почеток. Алелуја. Што заврши, што е тоа што се исполни или крај на што е тоа што се оствари и што е тоа што почна ова. За тоа сакам да зборувам вечерва. Прва работа е се заврши Стариот Завет. Односно се исполни. Исус исполни се. Од законот, од пророците, се оно што беше пророкувано, Исус го исполни. Исус го заврши. Словото стана тело. Словото се исполни. Словото се оствари. Амен. Стариот Завет заврши и почетокот Нов Завет. Амен. Алелуја. Господ е славен и силен и моќен. Заветот. Ова е славно, ова е огромно. И ние влеговме во тој Нов Завет. Кај што се имаме пристап до Господ. Имаме пристап преку Исус до престолот Божи. Може да го познаеме Бог. И да не збориме сега, друг пат може да збориме пак, што се тој завет опфаќа, нели? Многу работи. Второ нешто, што заврши, а што почна ново? Заврши ерата на Адам. Или првиот Адам, или првиот човек. Почна ерата на вториот Адам. Односно, заврши владењето на грешниот човек. Почна владењето на праведниот, кој што е Исус. И сите оние кои што се во Исус. Значи, стариот Адам заврши, нов Адам почна. Стариот човек заврши, нов човек почна. Ново човештво, нова раса, нов народ, можеш да го кажеш. Нови луѓе. Иако во форма исти сме, ама во духот не сме исти. По срце не сме. Втор Адам има сега. Втор типнал човек. Кој што не е Исо првиот, затоа е втор. Ние сме поинакви луѓе. Разликата меѓу христијаните и остатокот од светот е што христијаните се друг тип на луѓе. Барем треба да бидат. Односно, вистинските христијани се други луѓе. Амен. Значи, Адам стар помина, нов Адам дојде. Трето, ново небо и нова земја дојде. И сега, вау, чекај се. Господ рече, се ново создавам. И ние кога ги читаме тие стихови, кога читаме Откровение, ново небо, нова земја, ако само Откровение читаме, а не ги читаме пророците, нема баш да разбереме што е тоа. И најчесто тоа се толкува за кој ќе одиме на небо. Не е тој стих за кој ќе одиме на небо, него тоа е ново небо и нова земја. Ние живееме сега во тоа. Кога го прифати Исус, кога се спаси, кога се покаја, нели, кога влезе во Божјото царство, ти влезе во една нова земја. И дури оваа земја по која што одиш, ти поинаку веќе ја гледаш и ја доживуваш, него ли порано. За тебе ова е нова земја. Кога Исус умре, кога рече се заврши, старата земја и старото небо поминаа. Нова земја се случи. Сега ова мал шашнато ви звучи, но чујте ме по духот. Нова земја и ново небо. Небото или духовниот свет, како што го доживуваа Божите луѓе пред Исус, сега е после Исус поинаку. Сега е ново небо. Амен. Значи ние може да дојдеме лице во лице сега со Таткото, што во Стариот Завет не може.
Имаме ново небо. Ние сега седиме на престолот со Исус, ние владееме. Ново небо е тоа. Ангелите ни служат. Ние издаваме заповеди во име на Исус. Ние наредуваме на демоните. Ово е ново небо, браќа и сестри. Старото небо и старата земја поминаа. Сега живееме на една нова земја и ново небо. Така да се заврши и почна нешто ново. Нели ова славно, а? Интересно е. Амен. Што се заврши, што се исполни? Божиот план се исполни. Односно, Божиот повик за Исус. Исус го исполни Божиот план. Кој рече се заврши, планот што таткото го замисли за Исус се исполни. Се заврши. Исус го исполни Божиот план. Амен. Што се случува ново? Се случува ново. Сега сите што сме во Исус, влегуваме да го исполнуваме Божиот план. Ние сега може да го исполниме Божиот план. Во Исус што се случи новото е да ние сега може со вера во Исус да го исполниме Божиот план. Алелуја. Бог се прослава преку нас исто како што се прослави преку Исус. Еден ден сите што се спасени, да даде Господ, сите може застанеме пред Бог со убеденост во срцето дека завршив, исполнив, се сврши, да она што го каже Исус да може ние да го кажеме. Да биде тоа слово во нашето срце, татко, извршив твојата волја. Амен, се заврши. Значи се исполни Божиот план. Сега ние не може како Исус безгрешно, меѓутоа барем општо да го исполниме Божиот план. Да го направиме тоа што му било угодно на таткото. Да може како Исус пак велам и ние да кажеме се заврши. Божиот план се исполни. Халелуја. Што заврши, што се случи исто така на крстот? Следна точка, кога Исус рече се сврши. Божјото создавање заврши. Сега пак ќе кажеш како Божјото создавање. Што кажува пасторот вечер? Последен пат кога зборував малце начнав за ова, дека како што за 6 дена беше создаден светот и 6-тиот ден беше создаден Адам и 7-тиот ден Бог си отпочина, нели, за 6 дена Бог го создаде светот, така постојат 6 етапи, периоди или завети кои што Бог ги прави со луѓето. Односно, создавањето во духот во етапи се случува. И ова е 6-та етапа. И кога се заврши, вториот Адам беше создаден, се заврши, вториот Адам изврши татковата волја, и влеговме во 7-тиот ден или саботата, кој што е Божиот одмор, или спасението, или вечноста, кај што ние се одмараме од делата на телото, ние се одмараме у Божјото присуство, ние му служиме на Бог. Работиме, поинаку работиме, нели? Како што Исус во земната сабота човечка работеше, исцелуваше болни, правеше, нели, ги полудуваше фарисеите. Така и ние ги полудуваме религиозните луѓе, затоа што ние со Господ работиме. Но сме сватиле дека се работи за Божја сабота, која што Господ рекол да ја пазиме, а не за човечка. Затоа што Божјата заповед е Божја заповед, не човечка. Божјо слово. Кога Господ вели, пазете го саботниот ден, буквално вели, пазете го денот на одмор. Не кажува Господ човечката, тоа сабота, ние што го викаме, луѓето стаиле сабота. Но овој ден од неделата, човечки, нели? Бог вели, пазете го денот на одмор. И тоа пророчки е во Исус. Тоа е пророчки токму сега, кога Исус се заврши, рече, и после почне новата ера. Нова ера, нов период, каде што преку вера во Исус луѓето доаѓаат во Божјиот одмор. Влегуваат во тој ден на одмор. Шабат. Амен. Кај што гревот ти е простен. И ти се одмараш у Господ. Алелуја. Тоа е сабота. Кажувајте им го на луѓето, кажувајте им на адвентисти. Дека шабат е ден за одмор, Божји ден. Не е тоа човечки.
И секош кога читате во Словото сабота или Стар Завет сабота, за ова се работи. Да влезеш во одморот Божи и да се одмараш од делата на телото. Вика, секој што ќе влезе во тој одмор, да се одмара од своите дела. Да не работиш ни ти, ни домот твој, ни жена, ни ова, односно, никој да не живее телесно. Него ти и твојот дом по дух да живеете, да му служите на Господ. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господ. Со други зборови тој стих вели. Ко вели ни ти, ни магарето твој, ни ова у сабота да не работи. Односно, сите, цел дом по дух да живеете. Халелуја. Слава на Бог. Славно е Словото Божјо. Значи, Божјото создавање заврши. 6 дена или 6 завета и 7-миот е новиот завет и заврши Божјото создавање. И Бог нема ништо ново веќе да прави. Нели е тоа славно? Колку ќе трае од сега па натака човечката историја, колку време ќе трае не знаеме. Но Бог веќе направи се. Толку е битен Исус и толку е битна смртта Христова на крстот. Зошто е тоа толку битно? Затоа што после Исус се е ново и готово веќе. Нема ништо да има ново. Заврши Божјото создавање. Со првиот Адам заврши, читаме таму Битие, како било, и сега беше ова. Со вториот Адам, по дух односно создавањето, целиот редослед како Бог со неговите луѓе се справуваше, работеше и се тоа беше за да дојде Спасителот. Завет прави со Ное, да не ги редам, со Аврам, нели, со Давид, со Мојсей, сите тие работи и на крај доаѓа Исус. Заврши Божјото создавање. Значи се заврши. Нема ништо ново повеќе. Ова евангелие ќе се проповеда нон-стоп веќе. Нема друга евангелие веќе, нема друга порака, нема други откровенија, контра што ќе бидат нова. Нема веќе. Затоа што претходно имаше. Нели, проповедаше овој, па после нешто ново. Па после Мојсей нови работи, па после Мојсей, нели, Давид, па ова, па тоа, се некои нови, па пророци се издигало и дојде Исус, скрос нови работи им збореше. Односно на евреите, нели. Нема веќе такво нешто. Се тоа беа етапи, пак кажувам, на Божјото создавање. И сега веќе се е создадено. Халелуја. Ова е славно. Халелуја. Ново небо, нова земја, се е ново, нов завет. Халелуја. Халелуја. Ѓаволот е поразен. Се заврши. Исус со тоа кажа исто така дека ѓаволот е поразен. Ѓаволските планови се поразени. Планот на ѓаволот, волјата на ѓаволот, замислите на ѓаволот, општо за луѓето, а и лично и за тебе. Ѓаволот е поразен. Се заврши. Се заврши. Ние уште живееме во тоа, мислиме, битка има, нели? И има битка. Ама секогаш треба да гледаме на крстот. Гледаме се заврши. Тоа е вера. Заврши. Ѓаволот е поразен. Ама практично не изгледа така. Гледај на крстот, брат и сестро. Верата е да веруваш во она што Бог го направи за тебе и мене. Не е верата да верувам Бог дека нешто ќе направи. Нема Бог ништо да направи ново. Веќе е се направено. Верата е само да го примам тоа што Бог веќе го направи. Завршено е. Завршено е. Завршено е. Што и да се случи во твојот живот, пак велам, какви да проаѓаш битки, ѓаволот е поразен, завршено е. Гревот твој е простен. Следно нешто. Завршено е. Жртвата за гревот е платена. Исус, која рече се заврши, жртвата беше дадена. Жртвата беше на олтарот ставена. Исус се даде како жртва за твојот и мојот грев. Завршено е. Гревот е платен. Гревот е платен, нема осуда во Исус веќе. Гревот е платен. Нема веќе што ти да плакаш за твоите гревови.
Ако веруваш во Исус, ако си се покаял, гревот е платен. Жртвата е остварена, жртвата е завршена. Жртвата беше прифатена. Огнот Господ се симна врз жртвата. Никој не го виде. Се симна. Оган се симна. Кога Исус беше на крстот, во духот оган Божи се симна. Кога Исус го предаде духот, дојде оган и дојде ангели. Жртвата беше остварена. Совршена за цела вечност. Нема веќе други жртви. Нема курбани, нема не знам какви жртви, празници, кои што светоа жртва, амајлии, литургии, свеки, не знам што, кои што светоа жртва. Ако не сте знали, да ја подсетам, во сите тие учења, православие и ислам, се што прават се жртви. Ние имаме само една жртва. Завршено е. Жртвата е завршена. Жртвата е завршена. Гревот е платен. Гревот е платен. Жртвата е завршена, прифатена. Со вера да го примиме, ма браќи и сестри. Халелуја. Халелуја. Спасението е остварено. Кога рече се заврши. Планот за спасението се заврши. Нов живот дојде. Примивме нов живот. Примивме спасение, тоа што го викаме, нели? Значи се заврши Божјото спасение. Планот за Божјото спасение. Завршено е. Не може ни да додадеме, ни да одземеме. Божја работа си е совршено направена, се што треба да примиме. По вера да се сложиме, да се покаеме пред Господ, да дојдеме да примиме. Амен. Кога велиме нон-стоп, моли се, слави го Господ, зошто треба да се молиш, зошто треба да исповедаш, зошто треба да читаш Библија, зошто треба да живееш со Господ, за да останеш во се ова што збориме вечерва. Не да ти нешто тек примиш ново од Господ. Се е завршено веќе. Само да стоиш во ова, да го примаш ова. Не нешто ново да примиш. Нели? Господ ќе направи нешто ново, нели? Кога пророкуваат така луѓе, или ние кога сме зборили нешто ново, не дека Господ ново прави нешто стварно, нема нешто ново, се е завршено веќе. Ама ние луѓето као ново ќе го доживееме, као еден свеж бран, нели? Исцелување, ослободување, што и да е, пробудување, Господ ќе се задвижи. Ама се е тоа втемелено на крстот и дека се заврши. Нашата вера мора да е втемелена на ова, браќи и сестри. Да веруваш дека е завршено. Се додека веруваш во нешто кое што ќе се случи, ти уствари не веруваш и никогаш нема да се случи. Верувај во она што веќе е случено. Завршено е. Тоа ти дава сила да стварно примиш и да се оствари тоа што го веруваш. Молиш за ова, молиш за тоа, не знам што е да е проблем, потреба. Единствена вера што ќе пробие и што стварно ќе приме вера која што е втемелена на ова дека е завршено, на ова. Завршено е. Имаш целосна убеденост, 100% си сигурен. Нели, следно нешто, проклетството заврши. Кога рече Исус завршено е, проклетството е завршено. И доаѓа нова ера на благослов. Нов почеток на благослов. Благослов. Проклетството е скршено. И заедно со тоа проклетство, што е проклетство? Мака, страдање. Страдање, наједноставно да го доживееме. Значи, проклетството е како тебе на облак, кој што е врз тебе и нон-стоп сте мачи. Страдаш. Страдаш од болести, сиромаштија, повреди, неуспех, отфрленост, тага, болка, што и да е, предавство, презир, сите лоши емоции, лоши работи, се зло. Во тело, во душа. Тоа е проклетство. Како темен облак. Кога Исус рече се заврши, заврши проклетството. Исус го скрши проклетството. На крстот Исус го скрши проклетството. Исус ги зеде сите болести. Исус ја зеде сета сиромаштија, недостаток, немоќ, болка, неуспех, мака, тага, емотивна болка, повреда, отфрленост, што и да е. Се заврши.
Се заврши. Секогаш кога си болен, вака ќе веруваш за исцелување. Не, Господ исцели ме, како да Господ не те исцелил веќе. Или Господе, пари ми требаат, работа ми треба, ова ми треба, дечко ми треба, маж ми треба, жена. Се заврши. Сите наши потреби во Исус се исполнети. Се задоволени. Се заврши и почна нешто ново. Проклетството е скршено, благослов почна. Полнота, целосност. Во Исус ние сме исполнети целосни. Проклетство е ностоп да си неисполнет. И луѓето во светот така живеат, се неисполнети, се нереализирани, се нешто им фали. Може имаат пари овонат, луѓе од страна кои гледат се чудат, ве како тој толку успешен, пари овона не е среќен. Во Исус ние сме исполнети и срекни. Тоа е благословот. Проклетството е завршено, или скршено, или сменето. Исус беше проклет на крстот, сега ние сме благословени. А да си благословен значи да си силен. Да си благословен значи да си исцелен. Да си благословен значи да си финансиски успешен. Да имаш доволно и повеќе од доволно. Сите потреби да ти се задоволени. Ти го имаш тоа, јас го имам тоа. Се заврши. Се заврши. Многу силен збор, ви кажам. Ова е најсилно слово од цела Библија, затоа што се опфаќа. Еден збор, свршено е. Заврши. А толку многу има да се каже околу тоа. Нели? Толку голема мудрост, толку е длабоко, богато, широко Божјото слово. Може и илјадници книги на оваа тема да се напишат, за заврши само. Што све тоа значи заврши? Што заврши и што почна ново? Оти секој крај нов почеток. Амен. Халелуја. Значи, сите страдања, сите болести, сите маки, се Исус ги зеда на крстот. Односно, заврши. Ги абсорбираше во себе. Разбираме како да ви опишам. Ги зема, вако, ги шмукна. И ги однесе у гробот со него. Односно, во своето тело. И у својата душа. Разбираме и заврши. Гледај така. Кога се молиш, гледај така. Кога молиш за исцелување, гледај го Исус како го зима, како ја зима твојата болка, болест. Што и да е. Во мислите, мисли го тоа, како да ти кажам, визуализирај го, гледај го, како Исус ја зида твојата болка, виси на крстот, во рани, во крв. Мојата болка, мојата рана е на Него. Тоа ќе ти помогне да веруваш. Да примиш од Господ исцелување. Ке имаш тогаш цврста убеденост да дојдеш и да примиш. Да си земеш тоа што ти припаѓа. Оти старото помина, заврши. Има сега ново. Во Исус болест нема сега. Скокаме до воздух, до небото и назад. Нема сиромаштија. Нема сиромаштија. Не сте вие роми веќе. Не сте вие роми, вие сте Божи деца и вие сте благословени. Вие не сте македонци. Бедни македонци, вие сте благословени Божи деца. Заврши и почна нешто ново. Вера, браќа и сестри. Да веруваме еде во ова. Да одиме така. Јас сум благословен. Халелуја. Идеш по улица, јас сум благословен. Влезеш у продавница, халелуја. Сум царски син. Зошто не ме служат овие како што треба тука? Не велам сега да сме арогантни. Но ако си царски син, треба да те служат. Сум го кажал ова, не знам да избројам колку пати ми се случило. Влегам кога сум помазание посебно, маркет. Ке се испотепаа да ми служат. И Господ вика, ова за мене го прават. А некој па, ај бегај, шетај. Нели? Исто, Господ вика, не ти го прават на тебе, ова мене ми го прават. Има и такви. Нели? Оти ние, Божите луѓе, сме сол, светлина, нели? Носиме суд на некој начин. Луѓето
Избираат за Господ против Господ. За жал, сега некој. Ние сме царски деца, да одиме така да живееме. На работа, на улица, да го живееме новото. Оти старото заврши. Не сте вие робови на работа таму. Да ве газат. Вие сте царски деца, Божи деца. Пак не ви велам се арогантни и горди да сте, вие сте, јас сум царско дете, нели? Него по срце таа убеденост да имаме, да знаеме кои сме во Господ. Не на луѓето да им се правиме, нели се? Нели, кога не прогонуваа родителите, тоа нон-стоп, нели? Татко ти ќе те псуе и ти. Кого псуеш, бе? Божи син сум ја. Господ тоа не ќе ти направи. Исус вика, кога страдаше, не возвраќаше. Така, царскиот дух во нас не возвраќа на тој начин. Амен, царското помазание, кога зборам цар. Гледајте на Исус каков цар беше. Он не се тепаше за својата позиција цар, него баш понизен беше. Така да луѓе ако те гонат, окей. Него јас зборам за нешто да ти во срцето свое знаеш кој си и веруваш. Сева што го збориме, да знаеш кој си. Дома кога си, на улица кога си. Нели, тоа ќе ти даде мир. Нема што ти да се тепаш, нема што или некој не те разбира, не те прифаќа, или комшијата, или се кара, или жена ти, не знам што, децата, она. Ти знаеш кој си у Господ. И ти си мирен. Нели. Ти рече мажот, мори жена, ти ваква, таква, никаква. Жената ќе си седи мирна, затоа што знае кој е у Господ. Халелуја. Ти рече само ништо, не, за Господе благослови го, нели, ајде, ќе му помине. Или на работа ќе ти се развика некој, или на школа, или не знам каде. Ти знаеш кој си. Битно е да знаеш кој си. Дека е завршено. Ти си благословен. Халелуја. Халелуја. Ние сме благословени, браќи и сестри. Значи, проклетството е скршено. И последно, смртта Исус ја победи. Или смртта заврши. И сега, како смртта заврши? Значи, до тој момент кој Исус рече се заврши, смртта владееше. Смртта веќе не владее. Односно, смртта е духовна работа. Смртта не е физичка појава, смртта е духовна појава. Смртта заврши. Вечниот живот дојде. Од Исус натака, вечно се живее. Смртта не беше победена при воскресението Христово. Шок, не. Да докажам, да објаснам. Смртта беше победена на крстот. Оти Исус направи се што требаше. Ја исполни Божјата волја. Исус ништо после тоа веќе не направи. Воскресението негово беше само дело на Светиот Дух. Духот Божи го воскресна. Неговото тело, нели? Но со својата жртва, со својата смрт, Исус ја победи смртта. А воскресението само беше последица или резултат до исполнување на Божите пророчки планови и замисли дека после 3 дена, според Словото, треба он по тело да оживее. Но Исус со се она што направи со својата 100% послушност на таткото, до смрт ја победи смртта. Така да затоа велам, кога висеше, кога заврши, смртта тогаш заврши. И после почна новото. Амен. Старото заврши, почна новото. Со својата смрт ја победи смртта. А воскресението само е печат. Амен. Од таткото. А Исус самиот со својата смрт ја победи смртта. И заврши. За него заврши. После таткото преку Духот го воскресна. Амен. Така и ние. Правиш некои работи, стоиш у вера и доживуваш завршено е. И после Бог се задвижува си работи. Не знам дали ви се случувало. Некојаш молам и Господ вика готово, пробиено е. Завршено е. Амен. Ништо. И после об ден, 2, 3 се случува тоа, што сум го барал, што сум молал. Разбираме, тоа е веќе Божјо дејствување. Али на крстот се заврши. Смртта е победена. Халелуја. Значи,
живееше живот без грев, во ништо не погреши, во се беше послушен на таткото, затоа можеше да победи смртта. И всушност смртта е коренот на се што зборувавме, на сите зло, проклетства, се што требаше, жртва да биде, заветите, новото создавање, постоењето на ѓаволот, се е тоа резултат од смрт. Значи, тоа е духовна појава, која што е последица на грев. Заврши тоа на крстот. Заврши. Смртта нема власт врз нас веќе, браќи и сестри. Проклетството нема власт. Болестите, сиромаштијата, болката нема власт. Тагата, неуспехот, стравот нема власт. Нема стравот власт веќе. Ние не живееме во страв, ние живееме во вера. Со цврста убеденост во се ова што зборувам, дека е завршено. Завршено е. Завршено е. Завршено е. Завршено е. Кога ѓаволот ќе ти дое, те напаѓа, завршено е. Каже му, напишано е. Напишано е, завршено е. Исус умре веќе. Исус плати за мојот грев. Жртвата е платена. Проклетството е скршено. Болеста моја е земена. Сиромаштијата моја е земена на крстот. Завршено е. Завршено е. Завршено. Ама не се осеќам така. Ама кој те праша како се осеќаш? Што е битно како се осеќаш? Ќе се смени тоа. Се смени. Амен. Така се случува исцелување. Или ти лично ќе веруваш така, или некој друг ќе верува, па ќе ослободи исцелување. Исцелувањето не тече на никаков друг начин. Сите што се служба на исцелување, Бог што ги употребува, тоа цело време кажуваат. Исус веќе ги зеде твоите болести, Исус умре на крстот. Исус преку неговите рани си исцелен. И Бог дава сила за исцелување. Да ти веруваат во нешто што е завршено веќе. Завршено е. А не сега јас врач тука, ај сега ќе ти исцелам, ајде ќе ти бајам. Ајде ќе ги збркаме злиот дух. Дури кога бркаме зли духови, затоа што е завршено ги бркаме. Халелуја! Господ нека ве благослови. Халелуја! Халелуја! И така, завршено и вечерва. Проповедта е завршена. Треба да го пазиме ова пред нашите очи, во нашето срце, ова слово. И нова да градиме верата. Амен. Нема ништо ново. Завршено е. Да не додаваме ништо, како вика словото, да не додаваме на тоа што Господ рекол. Амен. Ајде да се помолиме на крај за село. Татко, ти благодариме за ова слово. Ти благодариме што се е завршено. Ти благодариме, Господи Исусе, што кога висеше на крстот, гревот наш го плати, совршена жртва оствари, нов завет оствари, стариот помина, нов Адам се создаде, стариот помина, што се стана ново, и нова небо, и нова земја, се ново направи, Господе. Се старо заврши. И проклетството заврши, и болката, и болеста, и сиромаштијата, недостатокот, а дојде исцелување и благослов, и просперитет, и живот дојде, и радост. Смртта Божја порази, тагата ја порази. Ни даде нов живот, нова надеж, нова радост. Фала ти, Господе, за полнота на тоа спасение и целосно, што ни даваш да го разбереме ова и да нашата вера биде втемелена на тоа што ти го направи на крстот. И кога ти велиш завршено е, ние веруваме во тоа, Господе. Без оглед како се чувствуваме, ние веруваме дека е завршено во името на Исус. Во името на Исус. Во името на Исус. И ние си го примаме благословото оваа вечер. Ја примаме силата на тоа воскресение и новиот живот и новиот завет што го имаме во Тебе, Господе. Го примаме новото небо и новата земја, го примаме новиот Адам, примаме се она што е ново од Тебе, Господе, создадено во Исус. Го примаме со вера и благодарност во името на Исус. За слава Твоја, небески Татко. Халелуја. И нека се радува Твојот народ, Господе. Нека се радува во се ова Твојот народ во име на Исус. Амен. Халелуја. Во име на Исус. Амен.